Господине Панчо Минов, ве гледам вака и ја слушам дискусијата, како вака се заканувате на министерот да ги исплати сите субвенции, бидејќи иде изборна година. Бидете сигурен, ако оваа влада нешто работи и ќе работи во наредниот период со донесувањето на новиот буџет, ќе биде исплаќањето, односно полулегалниот формален начин на подкупување на гласачите со целиот буџет кој што следува. Значи, господине Панчо Минов, 120 милиони евра се планирани за директни субвенции за сите мерки. И ќе продолжи помпезното кажување од страна на министерот за земјоделство, како еве последна работа која што ја слушнав од него е, исплатени се 500.000 евра и со тоа се исплатени 7.000 сточари. Знаете како звучи? 500.000 евра дававме на сточарите. Ама кога ќе оподелиш тој број 500.000 евра на 7.000 сточари, излегува по 4.360 денари по сточар. Или излегува по 15 кила јагнешко месо да добие еден сточар. Со ова бројкиве што ги кажувате, можете да ја замајувате јавноста, меѓутоа не земјоделците. Затоа што оваа математика ми е направена од сточари. Тие кажуваат и реагираат на 15 кила е едно младо јагне. Толку имаат добиено пари сточарите. Ниту им се исплатени средствата за млекото, ниту сите оние мерки и барања кои што ги имаат тие кон основ на Министерството за земјоделие. А дополнително, господине Панчо Минов, не се исплатени 50 милиони евра субвенции директни кои што земјоделците ги чекаат по разни основи и од разни гранки од земјоделството. Не се исплатени ниту јаболкарите од измрзнувањето, иако госпоѓа Шекеринска, вице-премиерот, пред 3 дена беше таму и ги лажеше дека се е спремно. Меѓутоа имаат негативен одговор од страна на владата по основ на ова. Топката ја префрлаат кон локалната самоуправа. Не се исплатени сливарите по основ на земјоделието. И затоа повторно ќе ви кажам на крај. Единствено што ќе прават, немате потреба да му се заканувате, затоа што тоа ќе биде задача на министерот за земјоделство и на цела влада во наредниот период, под донесувањето на буџетот до предизборниот период. Легално подкупување на сите гласачи во сите сфери, како во земјоделието, така и во социјалата, така и во другите гранки. Ви благодарам. Панчо Минов